Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Утре почнуваат преговорите на матичните лекари со здравствените власти. Матичните лекари протестира и доставија листа на нивни барења до здравствените власти со ултиматум дека доколку не бидат исполнети ќе продолжат со протестите. Мој денешен гостин е доктор Владимир Рендевски, заменик министар за здравство. Доктор Рендевски, добре дојдовте во магазин Здравје. Добро ве најдов, добар ден. Како што споменав и во најавата, утре седнувате на преговарачка маса, ако може така да ја наречам, со матичните лекари. Конкретно еве за првото и основно нивно барање, зголемување на капитацијата. Дали може да дојде до зголемување на капитациониот бод и тоа за сите матични лекари? Точно така, утре започнуваме со првите преговори. Веќе најавивме и минатата недела дека се дефинирани работните групи. Ова е едно комплексно прашање со капитацијата, бидејќи вклучува една детална финансиска анализа на сите медицински тимови. Јас уште на почетокот при првите средби кога ги имавме од страна на Министерството за здравство, забележавме и добро напоменавме дека има една голема дискрепанца, разлика во финансирањето во самите матични амбуланти, односно во медицинските тимови. И еве уште еднаш ќе повторам, од прилика од 1400 тимови, 2/3 добиваат месечна финансиска капитација над 100.000 денари, од кои што преку 220-230 амбуланти имаат над 200.000 денари, додека околу 400 и нешто медицински тимови се на граница на екзистенција, односно под 100.000 денари. Тоа се оние рурални амбуланти? Не се само рурални амбуланти, има и во одредени градски средини, а често се случува, видовме и во финансиската анализа со експертите од Фондот за здравствено осигурување, дел од тие медицински тимови практично се вториот тим на овие големи амбуланти. Да го објаснам попластично, газдата на амбулантата, сопственикот, со првиот медицински тим, зема над 150, над 200.000 денари, вториот негов тим спрема бројот, како што е на пациенти, зема до 90.000 денари. Од друга страна, голем дел од тој втор лекарски тим е исплатен со една недостоинствена плата на доктор и на медицинска сестра. Еве ќе кажам што барањето, ќе кажам дека не е до крај искрено и сметам дека не ги застапува интересите на сите медицински тимови. Зошто? Еве да се покачи капитацијата на 82 денари и на 90 и на 95 денари нека биде. Оној медицински тим кој што зема 300.000 денари или 250, со новата пресметка ќе зема 400.000 денари, а медицинскиот тим кој што зема 70.000 денари ќе зема 80-85.000 денари. Зошто до сега не е решена таа дискрепанца што постои и сега и вие што споминавте? Таков е системот на капитација. Значи, сериозно ја разгледуваме опцијата за едно комплетно редефинирање во примарната здравствена заштита. Голем дел од амбулантите, од концесионираните амбуланти во здравствените домови, не е само во селата, и во големите градски средини има каде што се затворени. Во здравствен дом Битова 3 амбуланти се затворени за кратко време. Богданци 3 или 4, Дојран, да не ги споменувам руралните општини. Сериозно се размислува кон повторно државно превземање на амбулантите да бидат во состав на здравствените домови, каде што ќе бидат државно вработени доктор со медицинска сестра за гарантирана плата по државна капа и реално првично младите дипломирани лекари да се вработуваат во тие амбуланти по година до 2 да си земат специјализација или семејна медицина или да бидат превземени од матичната болница па да се пратени на специјализација и на нивно место повторно да се вработуваат нови доктори. Значи, секаде да имаме рамномерна дисперзија и враќање на здравствениот систем кој што знаеме во Југославија многу добро функционираше.
Секако. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Индевски, бидејќи утре нема да ви биде прва средба со соматичните лекари, дали на претходните средби го споменавте овој ваш предлог повторно да се вратиме кон државното здравство, односно како што функционираше примарната здравствена заштита пред 2007 година? Не, при првичните средби И дали ќе се согласат сега овие матични лекари кои што еве имаат и голем број на пациенти да се вратат или како ќе се регулира нивниот статус? За секоја реформа прво ќе ги прашаме пациентите, бидејќи ние сме како доктори тука за пациентите. Ќе го слушнеме мнението на пациентите. Бидејќи една амбуланта која што има 3000 пациенти, многу добро ќе им одговара да има 90 денари капитација, меѓутоа има цели села напуштени без амбуланти, цели градови останати со по една или две амбуланти. Затоа кажувам, не легитимно е барањето на дел од колегите, практично во тие преговарачки тимови нема да бидат застапени само од еден, ќе повикаме и други лекари токму од овие тимови кои што се под границата на екзистенција. Истото важи и за матичните стоматолози. И таму е уште полоша ситуацијата. Јас во овие 2 месеци само што сум на оваа позиција, преку 10 барања јас имам од стоматолози кои што работат со капитација, сакаат да се вработат во здравствените домови. Значи, не можат колегите да обстојат. Моделот е промашен. Капитационен бод тие имаат од 48 9 денари, пакет на стоматолошки услуги испод достоинството, дефинирани тамо 2006-2007 година. Цените на материјалите се енормно поскапени. Значи, кај нив исто така треба сериозна анализа и реформа и кај нив. Сериозно ќе пристапиме кој на овој проблем, на вистина да бидат и колегите задоволни, меѓутоа во крајна линија и пациентите да добијат квалитетна и здравствена и стоматолошка заштита. Тоа е целта. Она што го спомена и на протестот матичните лекари е дека е намален бројот на матични. Ако сме имали 1800, сега има 1400. Мислам дека се 1200 и нешто и уште се намалени. Тоа е и дека показател. всушност нема интерес кај лекарите токму поради сегашниот начин на функционирање во примарната здравствена заштита. Мислите ли дека со овој концепт, со оваа реформа што ја најавувате да бидат под државна капа, дека ќе се зголеми бројот на матични лекари, на општи лекари кои што ќе работат во здравствени домови и ќе земаат државна плата? Сигурно. Тој беше концептот и претходно. Младите доктори година, година и пол, две, и би било и добро искуство да поработаат во примарно здравство, после тоа да бидат распоредени во регионалните болници и да си земат специализација. На нивно место ќе доаѓаат и други. Или пак некои што се сакаат да останат, ќе може во рамките на здравствениот дом да си специализираат или семејна медицина, или педиатрија, или оние гранки кои што би се развивале во Кога би регионот. можела да почне оваа реформа да се спроведува? Би почнала сигурно, значи треба да ги ислушаме прво и колегите, да се направат добри анализи со финансиските импликации и со експертите во Фондот за здравствено осигурување. Јас и вчера имав средба таму, така што секако ќе го сослушаме и мнението и на опозицијата, значи треба ние да изградиме еден здравствен систем кој што ќе функционира во иднина. Не ни треба на здравствен систем за 1 година или за 2 години. Дали и утре ќе ставите оваа тема на дневен ред, кога ќе ви почнат преговорите? Па се надевам, еве со министерот сме заедно во преговарачкиот тим и со колегите, експертите од Фондот за здравство, ќе ги почнеме работите, да одат во добра насока. Освен капитацијата, матичните лекари имаат и други, така да ги кажам, административни процедури кои што во сегашниот начин на функционирање не одат во нивни прилог. Дали тие можат лесно да се надминат за разлика од зголемувањето на капитациониот бод? Па другите барања се и по мое лично мислење доста издржани и логични. Едно од тие беше зголемување на опсегот на препишувањето на хронична терапија за одредени болести, да се спушти на примарно ниво, така што ќе биде и за олеснување за самите пациенти, да не одат за секое продолжување на терапија на секундарно и на терцијно ниво, сепак да има одредена евалуација од специјалистот, дали на 3, дали на 6 месеци, меѓутоа за сепак семејниот доктор, матичниот лекар најдобро од сите си го знае својот пациент. И другото барање, мислам, беше за
поедноставување на електронските рецепти упати, што е сосема логично и поедноставно и реално и би ги намалило нивните трошоци, она што кажуваа за хартија, за тонери, за информатички. Доктор Ендевски, пред да продолжиме со друга тема која што е секако интересна во делот на здравството, а тоа што ни покажа ковид пандемијата, да им дадеме предност и на нашите гледачи. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, Да, повелете, ве слушаме. ќе ве молам, ме интересираше за секундарно здравство. Многу не се зголеми трошоците, материјалите. И ми плащаме простори под кирија, плащаме сестри, плащаме материјали. Материјалите ојде на небо, а ист ни е лимитот, што го земаме. Вие работите во секундарно здравство? Во секундарно, Имате да, во стоматолошка ординација. Да, имате доставено и вие некои барања, предлози до Министерството за здравство? Па имаме доставени, имаме состанок ние орални хирурзи што бевме на ниво на цела Македонија и драстично ни се покачени цените на материјалите, на се, струјата да не ви кажувам. Така, да. А сме лимитирани во износов на 100.000, не знам точно 102.000, не знам колку. Точно прилика. Така, Што значи за едно 30-40% ни се зголемени трошоците од моментално. Така, ви благодарам за јавувањето. Ни беше темата примарно, меѓутоа нашиот гледач, господин Отеот, кој што работи во секундарното здравство и таму не се задоволно со сегашниот начин на функционирање, односно со зголемените трошоци што ги имаат. Го поздравувам колегата и на место се забелешките. Јас веќе ги ислушав пред да ги формираме работните групи. Јас колегите од сите сегменти, од приватната фела и од примарното и од секундарното ниво, односно специјалистите, ги имав повикано на разговор во мојот кабинет, каде што детално ги изложија нивните барања. Кај нив исто така е од поинаков вид проблемот. Специјалистите и стоматолозите имаат некој лимит од прилика околу 100-130.000 денари и за тој буџет практично тие треба да изработат одреден обем на стоматолошки услуги. Истото и кај нив. Пакетите на стоматолошките услуги се по многу ниска цена и не соодветствуваат со цените и на материјалите и на режиските трошоци, така што дел и од нивниот сегмент ќе бидат вклучени во работните групи и ќе изнајдеме решение за сите. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Овде здравствен работник, сега во пензија. Една голема благодарност до сите матични лекари и ја поддржувам нивната иницијатива и ја поздравувам реформата на сегашните власти за здравствениот систем. Благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Додека добиеме контакт со нашиот гледач, доктор Ендевски, како што споменав, неодамна учествувавте, бевте во Белград, каде што имавте една презентација. Што всушност ни покажа оваа пандемија, овие изминативе години, кои се слабостите и недостатоците на нашиот здравствен систем и на што треба да се фокусираат здравствените власти? Имаше еден пример дека една сестра на 50 пациенти или една сестра на 10 пациенти. Што всушност излезе на виделина од изминативе овие 2 години? На првата меѓународна светска конференција во Белград се представив на министерскиот панел со колегите од регионот и во тој сегмент ги поделивме и добрите, но за жал и лошите искуства кои што сите заедно како здравствени работници ги минувавме во изминатите 2 години со почетокот на ковидот. Во нашата земја беше презентирана една многу добра, обсежна епидемиолошка студија од Марко Митевски од Граѓанскиот институт на една Zoom панел конференција на која што учествував јас и ја искористив за да прикажам дел од нашите проблеми и слабости, нормално и добри работи кои што сепак ги остваривме во изминатиот период.
се работи за една ретроспективна студија што ги анализираше нивото на испорачани ковид услуги во сите 28 ковид центри во Македонија. Беа земени 10 иницијални параметри, варијабли во студијата. Бројот на примени пациенти, бројот на починати, денови на хоспитализација, денови на и процент на кислородна поддршка, применета терапија и од особено значење беше бројот на ангажираниот медицински персонал. По она што детално ја анализирав оваа студија, можам да кажам дека во однос на применетата терапија не заостануваме во регионот. Она што направи најголема разлика во крајните резултати помеѓу ковид центрите е бројот на ангажиран медицински персонал. Врз основа на тие анализи, ковид центрите беа рангирани во 3 групи по успешност. Група на ковид центри кои што имаат висок степен на испорачани услуги, каде што беа 5 ковид центри, повеќето 21 болница ковид центри беа во средното ниво на испорачани услуги и 2 со пониско ниво на испорачани услуги. Најголемата разлика, дискрепанца, беше помеѓу бројот на ангажиран медицински персонал, би рекол. На врвот на листата, со секоја почит, ќе кажам и за пофалба, е градската општа болница 8 септември, бидејќи и како репрезентативен примерок, таа беше болница која што згрижи најмногу ковид пациенти, бројот на медицински персонал беше вистина на завидно ниво. Секако ќе продолжиме за тоа што ќе правиме со недостатокот на кадар. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Во програма сум. Да, повелете, ве слушаме. Поздрав до докторот, поздрав до водителката. Сакам една пофалба да ви дадам. Повелете? Ве слушам. Да, ве слушаме. И благодарност до докторот, до водителката. Да ви кажам, за приватните ординации не можам да се пожалам. Многу големи почести и благодарност до железничката амбуланта, што прекрасна болница е, мислам поликлиника, што докторите се многу добри, хигиената е одлична, ние сме изненадени што долги години се лекуваме таму, али капитацијата да им ја покренете, стварно жалостно е за тие луѓе така да работат. Така, ви благодариме за јавањето. Во секој случај имаме и задоволни пациенти кои што се задоволни секако од лекарите, меѓутоа и тие се на страната на своите лекари. Доктор Индевски, колку всушност нас ни фалат и лекари и медицински сестри за да функционира нашиот здравствен систем како што треба? Фалат, на секаде фалат. Во најголем број од установите фали и среден медицински персонал, и болничари, и медицински сестри, и лекари. Гледаме дека има дел оделенија во болници во големи градови, за жал, се затвораат. Години наназад немало доволно вработување, не била правилно водена здравствената политика, без разлика, не навлегувам кој како, меѓутоа резултатот е тој. Треба да се направи скрининг по самите здравствени установи и еднаш да се затвори тоа прашање договор на дело, договор на определено време. Гледаме дека настанува еден екзодус, бегство на медицинскиот персонал и на лекарите и на сестрите по западните земји. Значи, секаде треба и секаде се вработува. Треба реално да бидат вработени, згрижени нашите колеги, да се работи соодветно, квалитетно, посветено и да се води и политика последните години, каде што бидејќи не се станува специјалист за една година, треба да се направи старосна анализа во болниците, лекарите, сестрите кои што се после 60-та година, веќе во тој период треба да се направи новото вработување и да отпочне лекарот со специјализација, бидејќи повторно ќе остане еден дефицит, еден зјап кога ќе замине докторот. Доктор Индевски, бидејќи веќе сме при крајот на емисијата, еве за крај чисто како нели заклучок на овој разговор, дали оваа пандемија што побрзо ќе ги натера здравствените власти да ги засукаат ракавите и да може да се поправат сите оние недостатоци кои што испливаа на површина? Се надевам, да, сега за среќа сме во една
порелаксирана епидемиолошка состојба, гледаме дека сме во зелена фаза. Се надевам дека нема да имаме повеќе некои нови големи бранови, но не е исклучено. Гледате, може и некогаш и некоја друга пандемија да дојде. Во секој случај, како здравствен систем, треба да излеземе на редниот пат појаки и поспремни. Така. Доктор Рендевски, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Ќе го повикаме повторно и понатаму за да видиме како ќе се одвиваат преговорите со матичните лекари, дали тие ќе успеат во нивните барања или пак вие ќе успеете во реформата да ги ставите сите под државна капа. Ви благодарам уште еднаш. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.